Джинглот будење за старт на нашата рубрика Будење. Токму така во овој момент ќе се обидеме и ќе се поврземе со Струмица, бидејќи човекот кој што ова утро ќе биде дел од нашата рубрика е почитуваниот Орце Данчевски, кој што верувам веќе со години наназад е синоним за шахот во нашата земја. Со оглед на тоа што државните првенства во шах веќе започнаа токму во овој град, во Струмица, таму се случуваат државно првенство за возрасти од 8 до 18 години и верувам дека е многу интересно, а за тоа што се случува и таму, но и за утринските ритуали на овој почитуван господин кој што веќе го гледате во кадар, ќе ви раскажеме накратко во следните минути. Се извинувам, добро утро за Орце. Дали се слушаме? Ние те гледаме дека се обидуваш да наместиш некаков кадар. Дали се слушаме, Орце? Да ми послушат фигурчињата од мојата табла. Да се најдат пионите и за нешто друго. Нека бидат подпирач на камера. Само една секунда. Не е проблем. Одлично. Добро утро. Добро утро на сите гледачи на телевизија Телма. Како се, Орце? Јас споменав дека сте во Струмица и споменав која е причината зошто сте таму, но еве може да го ставиме тој дел за малку подоцна. Прво, со оглед на тоа што во оваа рубрика обично сакаме да ги запознаеме утрата на нашите гости, па би сакала да ве прашам со оглед на вашата професија, со оглед на бројните ангажмани кои што ги имате секојдневно, како ви започнуваат утрата и кога вообичаено стартуваат? Како и сите повозрастни луѓе, така и јас, моето будење е малку порано, дека околу 5:30, околу 6 часот сум веќе буден и почнав со моите ритуали, така да мојот мозок многу рано се уклучува, особено сега на повозрастна. Кога се промени тоа, Орце? Од секогаш бевте рано, велам кога се промени тоа? Дали од секогаш бевте ранобуден, ранобудник или така тоа со годините како што велите си оди? Јас рано си легнувам, рано станувам, јас сум спортски тип на човек. Додека поголем шахисти се обратно, тие се нокни птици, обично повеќе седат навечер и утрата ги преспиваат. Јас сум спортски тип и сакам порано да си легнам и да го фатам денот рано се бајле. Така, и оние кои што се дел од вашиот тим во смисла на тоа дека се ранобудници, ги гледаат веројатно придобивките на раното будење и станување, кога голем дел од обврските ќе бидат завршени во 9 часот или 10, понатака многу поинаку се гледа на остатокот од денот. Орце, кога се пие утринското кафе? После доручек. Моето утринско кафе се пие веднаш после доручекот, околу 8:30, околу 9 часот. Од почетокот се припремам за денот, кои ми се обврските, одење на работа, во училиште, подготовка за часовите, во училиштето Јахја Кемал, каде сум редовен професор по шах, потоа во мојот шаховски клуб Гамбита Секо. Моментално, како што рековте, се наоѓам во Струмица, каде се одржуваат државните првенства на Македонија од 8 до 18 години, каде што 130 деца од цела Република Македонија, од огромен број на шаховски клубови од нашата земја, се натпреваруваат за да станат прваци на државата, кои што овие први места ќе ги водат на европско и на светско првенство, што треба да се одржат крајот на летото. Така, ќе позборуваме и за тоа, но уште малку во однос на ритуалите и кафето, колку со оглед на тоа што шахот е ментална игра, се зависи од главата, колку едно утринско испиено кафе делува можеби за подобра концентрација и за една добра партија шах во рани утрински часови. Имате таква пракса? Да. Кафето е, како да кажам, главен ритуал на секој шахиста. Значи, ја не познавам шахиста кој не пие кафе. Ние пиеме кафе на сабајле, но пиеме кафе и пред партија, и пиеме кафе за време партија и секоја партија. На секоја партија по едно кафенце. Повеќе кафења. Кафето е стимуланс кој што и годи на шахистите, кој што ни го разбиструва мозокот и сме големи конзументи на тој пијалок. Да.
Одлично. Урце, споменавме дека сте во Струмица, па ајде да се навратиме на тој момент, затоа што ова навистина е голем момент за Македонија и за македонските шахисти, кои што следејќи ве изминатиот период, навистина увидовме дека имаме квалитетни млади, кои што навистина заслужуваат и внимание во ТВ етерот. Што се случува во моментов во Струмица? Во овој момент се во тек најважниот шаховски натпревар на секој млад шахиста во Македонија. Тоа се првенствата од 8 до 18 години. Овој турнир е толку многу е психолошки, има голем психолошки притисок, затоа што првакот на овој турнир оди на европско, на светско првенство. Така да самиот турнир има голем психолошки набој и е потребна голема психолошка стабилност, освен шаховското знаење кој што голем број на учесници овде и го поседуваат. Важна е таа психолошка стабилност која што ќе те издвои од другите и во тие критични моменти на критични партии успеете да победите и станете шампион на Македонија. Вака, како што реков, 130 деца се надпреваруваат во категориите до 8 до 18 години. Досега завршија категориите до 8 години за момчиња и девојчиња. На турнирот за 8 години до девојчиња учествува само две надпреварувачки. Победи Ташкова Теа од Цареви кули од Струмица, второ место беше Николовска Сања од Гамбита Секо Се од Скопје. Завршија турнирот до 18 години за девојчиња, овде имавме само една надпреварувачка, тоа беше нашата репрезентативка Моника Жижовска од Алкалуид. Она си го освои првото место без да одигра еден потек. Потоа завршија турнирите до 16 години за девојчиња. Овде имавме три надпреварувачки. Шампион стана Огњановска Делфина од шаховскиот клуб Гамбита Секо Се, втора беше Георгиевска Теодора од Прилеп, шаховскиот клуб Прилеп, и трето место беше Лана Трајкова од 13 ноември, шаховскиот клуб од Битола. Исто така заврши турнирот до 8 годинки за момчиња. Кај момчињата ситуацијата е малку подруга, имаме поголем број на дечиња, околу 15 дечиња учествува на турнирот до 8 годинки. Шампион на Македонија стана големата Кумановска Надеж Јовановски Јован од шаховскиот клуб од Куманово. Исто така второ место беше исто така голема шаховска надеж на Македонија, тоа е Бенџамин Брнс од шаховскиот клуб Гамбита Секо Се. А третото место го поделија Станковиќ Сергеј исто од Куманово и Олег Русевски од Центар Скопје, но Станковиќ имаше подобар бухолц и го освои бронзениот медал. Се очекуваат, продолжуваат борбите во другите категории. Турнирот ќе заврши во сабота. Голема е битката за прво место. Морам да нагласам дека само во категоријата до 18 години се осеќа големата предност или големата доминација на нашиот млад фиден мајстор Антон Златков од шаховскиот клуб Гамбита Секо, кој што доминира, се очекува да го освои убедливо првото место до 18 години. Во сите други категории имаме голема битка, неизвестни борби, да видиме кој ќе биде следниот шампион на Македонија. Да, тоа значи во сабота ќе се случи големото финале и ќе се дознае кој ќе биде шампионот на Македонија. Урце, споменавте шахисти од голем дел од градовите на нашата земја и тоа е само показател дека навистина шахот го владеат и го сакаат младите насекаде во Македонија. Сметате ли дека треба уште поголема промоција да се направи за да биде уште поприсутен на многу други места, иако веројатно и ова говори многу за шахот? Ви реков, на овој турнир учествуваат деца од шаховските клубови Цареви кули, Куманово, Гамбита Секо Се, Центар Капабланка од Скопје, Битола, шаховскиот клуб Прилеп, Гостивар, Охрид, Ласкер од Охрид, 7 ноември од Гевгелија. Значи, од сите градови активните шаховски клубови кои што се надпреваруваат во прва и втора Македонска лига учествуваат на овој надпревар. 130 деца, бројката не е мала, но имаме ние шахистите чувство дека може да бидат уште поголема, кога би заживеал проектот Шах во школите, што моментално ни е приоритет во Шаховската федерација, каде што вршиме анимација на голем број наставници да го воведат, да го изберат шахот како изборен предмет. Очекуваме оваа бројка да се зголемува секоја година се повеќе и повеќе. Да, и со оглед на тоа што летниот распуст е започнат, верувам дека ќе биде особена привилегија на родителите и на бабите и дедовците да ги оттргнат своите деца од екраните. Тоа ќе ни биде една од темите која што денеска ќе
зборуваме во нашата централна тема во емисијата, но шахот е одлична можност да најдат поинаков начин или на релаксација овој летен период, па и да се релаксираат и меѓу другото ментално да се развиваат. Така е. Шахот е одлична алатка. Знаете што, може дури мобилните телефони и екраните да се користат во позитивна смисла, за детето да ги научи, да ја научи шаховската игра, да почне да ја студира преку мобилните телефони, преку YouTube каналите, каде што постојат огромен број на шаховски лекции, на шаховски партии, постојат голем број на шаховски сајтови каде што детето преку мобилниот може да игра шах со други дечиња од целиот свет. Значи телефоните не мора да се користат само за негативни работи, односно за тие погрешни видеоигри, може да се користат сосема да бидат корисни и за едукација на нашите деца, но сепак најважно треба да биде таа интеракција помеѓу децата на шаховска табла, на вистинските шаховски турнири, како што е сега овде во Струмица, каде што 130 деца играат меѓу себе во живо, но најважно е после партијата сите заедно се бањат во базен, играат фудбал, кошарка, едно големо дружење што е најголемата придобивка на овие турнири. Така е, да. Во денешно време кога социјализацијата се намалува за жал се повеќе кај младите и кога секој е индивидуа за себе, овие моменти се особено важни да се нагласат дека таа дружба е и повеќе од неопходна, но секогаш треба да има и по некој како вас и многу други како вас кои што ќе ги насочат правилно децата на прав пат, ќе ги насочат што се вели. Орце, што после Струмица, конкретно еве и за вашите активности, и за вашите ангажмани, шахот е присутен во вашето секојдневие, што приватно, што професионално, но ќе има ли време за одмор или продолжуваат шаховските активности? Мора малку да се одмориме, овој е последниот натпревар. Иако верувам дека и на одмор си игра шах, така? Секогаш одиме на одмор веднаш после завршувањето на првенството на Македонија, но прватите што ќе бидат од мојата шаховска школа Гамбит, продолжуваме да работиме и преку летото. Ќе учествуваме на голем број на шаховски надпревари во Бугарија, во Грција, ќе се спремаме напорно за да се представиме најдобро на европските и на светските првенства што ќе бидат ова година во Будва и во Драч во Албанија, така да ќе имаме малку одмор, неколку недели одмор, но се враќаме на шахот со уште поголема динамика и уште поголем напор. А овие првенства ќе бидат во текот на летото или? После европските првенства се октомври месец, значи октомври месец ќе ни биде наменет за европските и светските првенства, ќе имаме доволен период од неколку месеци да ја имаме и формата и знаењето на нашите прваци на Ке имате време и за малку одмор, да се наполнат батериите и потоа со нова енергија и нови сили да се подготвите за се она што ве очекува. Орце, ви благодарам многу, тука некаде ќе го заокружиме разговорот, нема да ве задржувам многу, не знам во колку часот стартуваат таму активностите, не знам дали со оглед на тоа што рековте дека не е проблем раното будење, предпоставувам не станавте само за нас, но верувам дека и првенствата си бараат ангажман уште рано по сабајле. Така, ви благодарам што известувате од нашиот надпревар, за поголеми број луѓе да слушнат, дека имаме шаховска федерација, дека имаме организиран шаховски живот во Македонија и со тоа да привлечеме што е поголем број дечиња. А уште поважно е да нагласиме дека имаме и многу млади талентирани шахисти кои што се и тоа како способни да покажат што се знаат не само во Македонија, туку и надвор од истата. Остануваме ние понатаму да ве следиме и за овие првенства кои што ги споменавте во октомври, но за тоа во новата сезона која што ќе стартуваме веќе од септември. Орце, ви благодарам, поздрав до сите 130 дечиња таму и до сите останати кои што се дел од организацијата, затоа што навистина ова е еден голем и убав државен надпревар кој што се организира во Струмица, а е посветен на шахот. Благодарам и на вас. Поздрав голем.